Шестора епизода. Јепа! Почна школската година, вака се радвам зашто не сум на школо. Почна школската година, почитувани дами и господа, кај да е во одредени училишта во земјава, ќе тргнат и децата на школа. Чекаме само да се решат тековни проблеми со дограма, со грејење, со неплатена струја, со капење на таванот, со, не знам, поплава на подот, кренат паркет и така натаму. Ми се чини дека во земјава да не постоеше настава во природа, ќе останевме неписмени. Али то се за останати проблеми од претходната власт, која, знаете, ја испративме таму некаде пред година дена. Точно ко дојде животот во земјава, живот за сите. Да, животот дојде, само изгледа уште не е распакован. Дека подароци носит за сите најмили, му требит време да се распакуват и конечно да го осетиме присуството на животот. Заш вака некако? Шо знам? А? Ти шо велиш? Експерти во светот советуваат не објавувајте фотографии од вашите деца од првиот школски ден. Тоа е во светот, не кај нас. Заш децава во светот одат на училиште. Овде кај нас чекаме проблемот со дограмата и со грејењето да се реши, тек тогаш ќе тргнат децава на школу. Да не објавуваме слики од првиот школски ден на детево. Hello, не само што слики ќе објавам, туку цела зебра продукција има да се активират. Море то Спото и Кирена и Милиот да снимат, море то First Love Story со учителката средба. Од сите поединци, од децава имат крупни кадри да се снимат, зашто шо знаеш кој ќе му е симпатија на моево, после во монтажа ќе го вметниме. Море то фотобукој да бучат, значи све има да направам за детето свое, јасно? Не ке сме објавувале слики, hello! Мама то едва и чекаше. Прваче без акаунт на Инстаграм. То е смешно. То ти е исто ко матуранка без штикли. Едноставно не ојд. Мислам, не ојд на матура. Не ке сме објавеле слики, како не ке сме објавеле, море, не сме селјаци. Тоа е то, почитувани дами и господа, оваа нација наша мила и сакана е растргната, помеѓу тоа да го шутниш ѓумот за да ти течи бистро патот по кој ќе чекориш на светлината. О, ти учениче мило, и зошто истото да не може да се шеруват на интернет? То се тие дилеми. Нека го шутни ѓумот пашето, само пазете внимателно со традицијата да не се спружи пашето со си ѓум поскали. И место прва лекција да бидит брзај прваче кон школскиот двор те чека учителка со мајчински збор, место тоа да бидит не тук брзај прваче, полека, да не тргаш маки, да се слизниш поскали после 2 месеци штаки. Зато поштовајте традиција, ама полека поскали. Нашиве во Македонија, не само слики на Facebook, не, лайв видео одит кон пренос во живо. Значи, Златко Калински тие што можат да си дозволат ќе го ангажират да вршит директен пренос од првиот ден на училиште на чедото свое најмило. Еве сега се случи туркање на ѓумот кој го означи над преварот на купот на победниците на првачињата со сите петки. Одиме да видиме што ќе се случи понатаму. Очекуваме тимот на Пашето Златно да покаже особен интерес и успех барем во првото полугодие. Еве го и тој датум, септември 1 во кој започнува борбата на титаните. Ние кои ќе газат по стапките кои не баре нивните предци ги изгазиле пред нив, за тие да одат бар чекор понатаму и да стигнат да освојат златен медал на това олимписко небо. Што мислите вие, Панчев, за ова? Да, мислам, апсолутно, како да кажам, апсолутно. Да, апсолутно. Апсолутно романтично.
Мајката со чедото ошла, зела шал врзала, зела бакли запалила, го бодри чедото свое. Оди ми на мама златото, оди ми сонце мое мило. Го бодри това златово на мама шо е морито. Ухлюлю то мори најпаметно на мама. Само гледајте да не е само најпаметно на мама. Гледајте и останатиот дел од светов да мисли дека е најпаметно. Тоа е битно.